16 годишниот Стефан Ѓоргиев го фати крстот на водици на светиот празник Богојавление. Ѓоргиев, иако толку млад, по 7 пат се фрла по крстот во водите на реката Луда Мара, но оваа година успеа во намерата. Тој се надева дека годинава ќе биде успешна за него. Локалната самоуправа пак Стефан Ѓоргиев го даруваше со пригоден подарок. Многу убаво. Што е бил среќа, радост и живот и здравје, сето тоа друго. Ово осветување на водите и радувајќи се на Христовото крштевање, да си посакаме оваа година и сите години кои што следат многу здравје и многу среќа пред се. И чинот кој што денеска го бевме сведоци, да не сплоти како народ уште повеќе. На фрлањето на крстот предходеше литија, која оваа година за прв пат се одржуваше во две цркви. Едната литија со светиот крст тргна од црквата Свети Димитрија, а другата од црквата која неодамна беше осветена и пуштена во употреба, Света Преподобна Параскева Петка. Двете литии се сретнаа на мостот од каде беше фрлен светиот крст. Амин, амин, амин. И дај на сите што се допираат до неа или се причестуваат и мијат со неа осветување, здравје, очистување, благословување и спаси го Господи помилуј. Високо преосвещениот митрополит нашегата ангел и сиот свештенички, џаконски и монашки чин, спаси ги Господи помилуј сите благочестиви христијани кои овде присуствуваат и се молат, и запази ги под твојот покров во мир, покори им секаков непријател и противник. Ѓоргиев беше најумешниот од малкуте верници кои оваа година се пријавија да скокаат во осветените води на Луда Мара. Оваа година можеби поради лошите временски услови, поради ладното време, во реката Луда Мара се фрлаа само 9 мина. За разлика од оваа година, ланската година по Светиот крст се фрлаа вкупно 22. Во следите 40 дена, Ѓоргиев со крстот ќе ги посетува домовите на кавадарчани, а тие ќе го даруваат. Празникот водици народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, затоа што на тој ден според верувањето Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Овој празник значи Бог се јави. Исус Христос е крстен на овој ден од Свети Јован. Очекувам плодна година, здрава, да сме здрави и живи сите. Ами тоа е свети чин. Знаем дека Исус е крстен во Јордан, фала Богу и ние се покушаваме да се владееме со нив. Па празникот значи нешто најубаво. Здравје, живот, среќа се најубаво. Ете тоа е. Бог се родил, вистина се родил и тоа значи. Среќа, радост, нека дава здравје. Покрај во општина Кавадарци, за жителите од село Ваташа, Свет крст се фрлаше и на браната Моглиште. Тамо неумешен, по втор пат, беше 14 годишниот Јован Гогов, помеѓу 10 верници кои скокнаа да го фатат Светиот крст од осветените води на Луда Мара.